Почитувани представници на медиумите, предлог кој е ултиматум за едината на нашата Македонија, предлог кој е диктат за мегаломански барања и историски аспирации кон Македонија. За таков предлог одговорот е не, благодарам. Драги пријатели, предлогот кој е на маса и кој владата го криеше, а до кој дојдовме ние по наши канали, всушност е истиот кој веќе еднаш беше одбиен. И со жалење морам да констатирам дека овој предлог ги содржи сите бугарски барања и во делот на историјата, и во делот на јазикот, и во делот на идентитетот. Прифаќањето на ваквиот предлог подразбира целосно право на Бугарија да менува учебници и да ги пишува согласно бугарскиот диктат, а нашите деца во основното образование да учат според бугарскиот диктат или нема европска иднина. Прифаќање дека Гоце Делчев, дека Даме Груев, дека Јане Сандански и останатите херои револуционери биле бугари, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Секој кој како владата и Ковачевски, Османи и Маричич ќе ви кажува нешто поинаку, ви кажувам со сиот мој дигнитет и име, дека не ја говори истината или да бидам подиректен и вулгарен, ве лаже. И затоа имаме какафонија од предлози, два документи, два процеси, сменети зборчиња, семантичка инверзија, кои владата ни ги кажува како успех. Еве ви кажувам дека лажат и манипулираат. Јас и ВМРО ДПМН, да се знае уште сега, во таков процес нема да бидеме соучесници. Ке се бориме за вистината и против ваквиот нокаут на македонската дипломатија. Еве ги тие два документи. Овој десно и овој лево. Истите, бидејќи требаше владата да ги објави, еве ние ги прикажуваме на јавноста и после завршувањето на оваа прес-конференција ќе бидат истите поделени. Ова е првиот документ кој што секоја една земја која што имала аспирации да биде дел од Европската Унија, го нарекува меѓувладина конференција, а кај нас тоа се вика прв дел од меѓувладината конференција, а ова е практично вториот дел од таа прва меѓувладина конференција, која што само за нас е создадена како кованица и се нарекува втора меѓувладина конференција. Каде е суштината и каде е направена лингвистичката инверзија? Најпрво во првиот документ, кој што би требало, според владата, да се нарекува така наречена прва меѓувладина конференција, на страна 5, точка 3, ако го гледате, стои дека во акито, односно во преговарачката рамка, и двете страни ќе дадат унилатерални изјави, декларации, кои што ќе кажат како го подразбираат македонскиот јазик. Предпоставувам, доколку ова стигне до Брисел, од нашата македонска страна, истото ќе биде македонски јазик, вајде да толку не се национално исплакнати, а од страна на Бугарија ќе има еднострана изјава дека тие не го признаваат македонскиот јазик, односно го признаваат согласно Уставот на Македонија. Следната семантичка измена е во страната 10, мислам, од овој прв документ, кој што треба да биде документ содржан во преговарачката рамка, прв дел, и тој е овој делот. Каде што точно се цитира во точката 5 соодветната алинеја договорот за добрососедство со Бугарија, каде што делот билатерални протоколи е заменет со годишни извештаи и мерки за ефективната имплементација под членот 12. Значи, членот 12 од договорот за добрососедство ќе биде практично одлучувачки член, врз основа на кој ние или ќе напредуваме, или ќе бидеме повторно подложни на вето од страна на нашиот источен сосед. А членот 12, сакам да појаснам, е делот каде што се регулирани меѓувладините конференции помеѓу Македонија и Бугарија. До сега се одржани две такви меѓувладини конференции. Првата формална помеѓу
Димитров и Захариева, и втората помеѓу Османи и Генчовска, за која што се уште протоколот не е потпишан, а ќе видите веќе во вториот документ се повикуваат и на тој протокол. Значи, појаснувам, протоколот билатерален е заменик со годишни прегледи и мерки. Мерки што подразбира мерки? Ако немате во учебниците променето дека Илинденското востание е македонско, односно Илинденско со бугарско преображенско, тогаш не сте превзела мерка и вие не можете да напредувате, односно ќе бидете подложни на вето. Тоа е мерка. Ако уште во процесот на преговори во учебниците на нашите основци стои Гоце Делчев, Дамјан Груев, Јане Сандански и слично, дека се македонски херои, вие нема да можете, бидејќи не сте превзеле мерка и ефективно таа мерка не сте ја имплементирали. Тоа е разликата за која што Османи и Маричич се препелкаат и не знаат како да ја објаснат. И вториот документ, тоа е овој, кој што е практично втор дел од таа меѓувладина конференција, нашите ја нарекле така наречена втора меѓувладина конференција, на страна 5, односно, се извинувам, не е на страна 5, туку на страна 7, еве го, тоа е овој дел, точка 11, јасно стои, дека Македонија нема да го отвори првиот кластер Fundamentals, се додека не се случат уставните измени на кои што се повикуваат заклучоците од Европскиот совет. Значи, преговори нема отварање на кластери, односно Fundamentals, тоа е првиот кластер. Се додека, еве ги, од англиски ќе се обидам да преведам буквално, вика, as soon as Macedonia has implemented its commitment to complete the constitutional changes as referred to in the council conclusion, in line with the internal procedures. Значи, нема да имаме почеток и отварање на кластерот Fundamentals, се додека не се случат уставните измени. Понатаму, на следната страна, на страна 8, е избришан делот, каде што во првиот предлог стоеше дело за јазикот и е префрлен сега во првата половина, според нив така наречена прва меѓувладина конференција, но затоа пак јасно стои дека Македонија не може да го почне процесот на преговори се додека не биде потпишан протоколот. Од вторијата средба на заедничката меѓувладина комисија, која што е основана врз основа на членот 12 од договорот за добрососедство кој што го има нашата влада подпишано со нашиот источен сосед. Што подразбира тоа? Тоа е оној протокол во кој што се содржани историјата, културата, сето она кое што треба да го направиме како измена и мерка во нашите учебници. Така што, драги пријатели, почитувани граѓани, сето она кое што го слушате од Ковачевски не е визија, не е стратегија, не е битка за идните генерации. Тоа е срам за идните генерации. Тоа е пораз и капитулација која што идните генерации ќе имаат како грудка во својата душа, затоа што некој како Ковачевски и некој како Бојан Маричич се дрзнале да го погазат македонскиот идентитет. Идентитет за кого крв се давала, за кого жртви паѓале, за кого мајка од дете се делела, за кого мајка од керка се делела. Тоа денеска не убедуваше во друштво на Бујар Османи и останатите Ковачевски дека тоа било визија. Не е тоа визија. Тоа е срам. Тоа е срам и предавство. Тоа е она за кое што ВМРО ДПМН нема да прифати и ќе се бори да истото тоа со сето она кое што го располага ВМРО ДПМН го објасни пред македонските граѓани. Ваков ултиматум за Македонија, драги пријатели, не благодарам. Сакам да се знае дека сега е моментот кога треба да се биде гласен, јасен и да се завземе вистинска страна. Страната на Македонија и страната на народот. Впрочем, оваа влада прави огромна штета, бидејќи одобрувањето на ваква рамка значи, ќе повторам, или во ЕУ асимилирани и бугаризирани, или секогаш
да останеме надвор од Европската Унија. Јас ултиматуми по цена на достоинство на народот не прифаќам и нема никогаш да се согласам на тоа. И затоа велам дека треба да сме гласни. Имаше, драги пријатели, иницијатива за протести и ВМРО ДПМН ќе се приклучи на таа иницијатива и повикувам на народен, сенароден протест. Сенароден. Заборавете дека се обраќам од говорницата на ВМРО ДПМН. Секој оној кој што ја слуша оваа пресконференција, секој оној кој што мисли дека јас ова што го зборуваме така, нека ни се придружи утре пред платото на владата на Република Македонија во 19 часот. Јас таму ќе бидам како еден од многуте, како ваш сограѓанин, како човек со име и со презиме, и затоа го повикувам целиот народ од цела Македонија, но и од надвор од Македонија, да ни се приклучи и да застане со нас, рамо до рамо, да го одбраниме и она што се вика европска вредност, и да го спасиме процесот на преговори, затоа што овој преседан што денески се прави на Македонија, ќе им се прави на сите земји во регионот. И членството во Европската Унија за сите нас ќе стане во суштина цел која што никогаш нема да достигнеме. Која што ќе стане цел која што за сите нас ќе биде недостижна. Ние треба да преговараме за нешто што се случило пред десетина векови, а се бориме за иднината на нашите деца. Само човек кој што е аматер може да мисли и да верува дека ова добар договор. Освен ако нема задни намери. А во на друштво пред некој час во зградата на Елиненска број 2 видов многумина кои што сум сигурен дека имаат сериозни задни намери. Затоа повикувам на обединување и на висока свесност за тешките удари кои оваа влада и ги прави на нашата Македонија. Или сега ќе кажеме гласно не, или потоа, драги пријатели, драги сограѓани, ќе немаме право да бидеме повторно гласни и ќе немаме право на приговори. Затоа да излеземе сите заедно, без разлика дали сме политички определени или неопределени, без разлика дали сме вакви или такви, леви или десни, либерални или конзервативни. Ако на нас не значи Македонија, ако не значи делото на нашите предци, ве повикувам утре, како граѓани обични, да излеземе пред платото на владата и да кажеме едно големо не во 19 часот. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Повикавте за протест за утре, дали тоа значи дека во идните денови на протести ги останува само? Ќе бидете информирани. Ако нема, ви благодарам.